значи фикхот е научна област, ги опфаќа делата на обврзаните или пак одговорните лица. Значи се занимава со практичните дела, било тие зборови, практичните дела, било тие од зборовите, или пак договори, или пак поставки што ги прават, и кој е прописот на овие практичните дела. Дали тоа е ваџиб, дали тоа е харам, дали тоа е мекрух, дали тоа е препорачано. Значи практичните дела, било тие зборови, овој збор што треба ти да го зборвиш. Сега, дали е обавеза да го зборвиш тој збор, или пак дали е харам, или дали е мекрух, мрзено, или пак дали е препорачано. Значи фикхот, која му е тематиката? Практичните дела. И тука се вклучуваат и зборовите и делата. Добро. Сега, некои од учењаците ги делят на два врсти. Фикхот го делят на два видови. Кои се тие? Ели ибадат, обожавање, значи како што е намазот, постот, хаџот, хабдесот, и меѓусебните односи, муамелат, како договорите и другите се вклучуваат тука, тие ги вклучуваат и например она што се вели фикхул усра, она што се однесува за например за семејството, прописите на семејството. И што се тука некои ги вклучуваат кривичните дела. Некои од учењаците го делят фикхот на 4 четвртини. И ова е најлесно. 4 четвртини. 1/4 велет ибадат, обожавање. 1/4 меѓусебните односи, како трговијата, другите поставки што се вклучуваат овде. 1/4 што се занимава со прописите на семејството. И последната четвртина прописите што се занимаваат за кривичните дела. Значи ова е најлесно. Зашто некои го делят на 7 видови. Некои го делят на 7 видови. Ама јас, за да ви олеснам, значи овие 4 или пак на 2 видови. Затоа што многу врсти или многу видови влегват во муамелат. Обожавање, тука влегват абдесот, намазот, постот, хаџот, значи и некој го вклучува тука и џихадот. И џихадот го вклучуваат кај ибадетите. А некој пак го остават ова за покасно. Кога пишат учењаците, например, книгите, некој го додава џихадот кај обожавањето, во ибадетите. Некој го остават ова за покасно, од кога ќе заврши со меѓусебните односи. После пишат за џихад. Ова различно од учења, ама по веќината ги пишат книгите почвет со китабул ат-тахара. Значи почвет со чистотијата. И така и ние, иншаллах, така ќе постапиме. Прво ќе почнеме со чистотијата, па после со ред абдесот, па после намазот и така до крај. Значи ова е предметот на фикхот. Јасно?